Денеска се одржа 26-та седница на Советот на општина Струмица. На дневен ред беа 25 точки, 25 точки, кои што 6 се однесува за годишните сметки со финансискиот извештај на основните училишта за период 2014 година. Трите од нив беа за средните училишта со годишните сметки со финансискиот извештај, за средните училишта мислам сите три: Димитар Влахов, Јане Сандански и Никола Карев. Имавме 10 точки од легализација на бесправно изградените објекти од областта на урбанизмот, од кои 7 беа усвоени, а 3 беа повлечени од причина што треба доработка на геодетските елаборати. Исто така беше на дневен ред и предлог буџетскиот календар за подготовка и донесување на буџетот на општина Струмица за 2016 година, предлог процена на загрозеност на територијата на општина Струмица од природни непогоди и други нестрики, како и предлог план за заштита и спасување од природни непогоди и други нестрики на општина Струмица, како и точката која што најмногу се задржавме на денешната седница, извештај за работата на јавното претпријатие за комунална дејност Комунали Струмица за периодот од 1 до 12 месец 2014 година и годишната сметка со финансов извештај на јавното претпријатие за комунална дејност Комунали Струмица за 2014 година. Како што реков, најголемо внимание предизвика точките за јавното претпријатие комунална дејност Комунали Струмица. Точките сите беа изгласени, некои беа едногласно, некои беа воздржани, како што беше за извештај за работата на комуналици и годишна сметка. Трите точки кои што беа повлечени што припаѓаат од областта на урбанизм, односно за легализација на бесправно изградените објекти, не ги гласаме од причина што ако ги гласаме и ги усвоиме како негативни, ќе пропаднат барањата на граѓаните за легализација на бесправно изградените објекти и на тој начин тие ќе не можат своите објекти да се ги легализират. За Советот да излезе во пресред, ги одлага точките од дневниот ред за корекција на нивните геодетски елаборати кои што ги имат приложено во секторот за урбанизам и комунална дејност, за урбанизам Струмица, а едната е повлечена за да се излезе на лице место и да се утврди фактичката состојба, како би можело да се излезе во пресред на тие граѓани, за да си ги остварат правата при легализација на бесправно изградените објекти, од причина, како што наведов уште еднаш, ако ги изгласаме негативно на седницата на Советот, тие ќе го изгубат своето право на легализација на тие објекти.